Дали имате учител? Не може да отговорите. Значи да трябва да дойде. Аз не се сумнивам дека имате учител, може би не го познавам. Али сигурно имате. Вие, ја инсистирам и повеќе сакам да кажувам учители отколку инструктори. Тоа го зборувавме минатиот пат. И денеска ми е чест и задоволство пред вас ќе зборувам професор Ванчо Попетровски, инаку мој пријател, човек кој го оди по мене вистинскиот пат, шири позитивна енергија и ги отвара вратата на знаењето. Тој има две професии споени во едно, а он си знае кој. Добро вечер, уште еднаш. Благодарам за тоа, за поканата на домаќините, почнувајќи од председателот на сите организатори. За мене ова не е професија, туку обид за начин на живот, тоа малку е различно. Значи се обидувам она што речела лепо тоа да го живеам. И пожелувам и вас така да ги своите тие две работи и чинам дека тогаш ќе бидете исполнети однак дека ќе имате здравје и ќе имате спортски перформанс. За вас браво на одлуката, на храброста да се едуцирате и тоа е чинам незапирлив процес и постојан. Микеланджело чинам на 83 години ќе каже јас се уште учам. Тој е најдобриот скулптор или вајар. Сега бидејќи имаме многу малку време, јас кога добив поканата да ви предавам, бе во дилема што од кај да почнем. Одбрав една тема со која ќе се обидам да ви спровоцирам
и да размислувате од друг контекст или аспект или ракурс, како се вика. Значи, спортот што сте го одбрале е прекрасен. Јас дадов некоја дефиниција за скијање. Ќе посмелам да кажем тука пред учителите до скијање. Може за се да гласи тај. Но во овој контекст скијање е комуникација на скијача. Сам со себе, со тоа скијачката опрема, со снегот и со ветерот. Комуникација. Значи, ние сме еден отворен биокибернетски систем, каде за време на тој акт од вежбање, нон-стоп примаме информации, ги обработуваме и реагираме според нив. И тоа ќе го каже уште кој компјутер работи, овој бе. Да. Може? Ова? Кој ќе ми помага? Да, не сметам. Воглавно сте лимитирани од квалитетна медицинска помош. Таа е редуцирана. Може негде на терените, тука, ама не е до вас. Значи, јас тоа се обидов да го истрпам од таа осаменост горе, кој што сте препуштени сами да реагирате. Тој го боли, вие сакате нешто да го направите. А имате само едно оранче, во кое бирате што ќе соберете, под услов, нели, да може да е по некој волумен и по количини и по квалитет, адекватно на тоа што ќе стане. Тако е точка пресија, притисок, притискање на делови телото, кои што дават информација воедно и преку нив се прави третман. И ова ќе ви представам со помош на безоцени средства, како што се прсти, злобчини и слично, а пак она со игли, познато ви е, дека се нарекува акупунктура. Светската здравствена организација веќе признава стотици заболувања кои што ги лекува традиционалната кинеска медицина, а во тој контекст еден нејзин голем сегмент е таја акупунктура или акупресура. Поставките се едноставни, ефективни, вршат работа, ефикасни за кратко време, не бара инвестиција на време, на ресурси и други некакви, освен знаењето, ако тоа не е најголемиот ресурс. Поставките се предлагат и како превенција, профилактика однапред, без да настане повреда, прво. Второ, терапеутски, како лечевен аспект, приод, и трето, рехабилитацион. Во сите тие нивоа на збринување. Третманите нема добро, ништо, и тоа пробајте ги сами на себе. Прво, за да видите како делуваат, да ги научите и горе веќе спремни на терен да примените некоја од нив. Учевке професорката Зоја Горанова од Софија, од Националната академија. Таа има завршена и кинезитерапија и кинески јазик, филологија со цел оригиналите кинески на книгите за акупунктура да ги чита изворно. И кога ми предаваше на масата имаше 15 книги, све кинески, не може ли побараш за фотокопирање, што ги не може да ги разбере. Јас ја знам, да речеме, 30 години, она мислам дека повеќе 40 се занимава со акупунктура. Секоја година оди таму негде Кина на студиски престои и држи предавање професор по кинезитерапија, масажи, воодушевен од тоа што го прави традиционалната кинеска медицина, јас ја прашувам на семинар, таа поминува, викам, Зоја, професорке, едно прашање, како го смислија кинезите оваа работа? Таа не застана
вода ни продолжи, какво прашање, што ти треба. Ова не е нивна работа, тие немат ресурси за тоа, тоа е сигнато од Бога. Тоа е несениот одговор. И се обидувам за да ви спровоцирам за тежината на сето тоа. Значи, станува збор за знаење пред 4-5 илјади години, до сега ненадвинато како здравствено профилактичен метод. Прва точка што сакам да ви ја представам е тука покрај носот. Еве одмah може да ја најдете. Средниот прст, свиткајте го и притиснете се вака. Под агол од 45 степени, нагоре, значи не е, како се вика тоа, перпендикуларно, не е вертикално, него нешто коцав. Пробајте. Значи не со овој тука прст, а дел од прстот, туку со крајот. Што чувствуваме? Како? Комуникацијска система сте вие. Вие не сте копи-пасте. Значи, ја ве прашувам, затоа ви кажах што чувствуваме. Друго. Меко па тврдо ткиво. Како што чувствуваме? Слободно. Трнење ништо. Трнење. Ти мислите појако? Болка, кој каже? Значи, болка, трнење, такви некои осети, се знак дека си ја нашли точка. Прво. Второ, ако притискаме, болката ќе се повлече. Притискаме минута, 2, значи болката е индикатор, знак, дека има проблем со протокот на енергијата и треба механички притисок, стои акупунктурен меридијан, енергијата да протече. Ова точка се нарекува антиколапс, против онесвестување. Првото нешто, што ќе има некаква, не дај Боже, повреда, што можете вие да допринесете? Со прстот ваш или среден, или со палецот, јако снажно притискате на повредени. Таа точка за итни случаи служи за мобилизирање на самоисцелувачките ресурси на повредениот и му помага тој да се разбуди. Значи, ако е ошарнито на падот, повредата, значи му помага да се освести, да ја подигне нивото на будност, на свест. Еве таа точка кај се наоѓа, значи во овој главна дел тука, како бразда, како лук, како канал и под преградата на нос. Ево уште една фотографија, ова многу добра слика, затоа што го прикажува и показалецот кој врши третман, и тоа чинам дека ова позиција е подобра, затоа што подобро ја локализира болка. Ставих уште една фотографија, иако овде нема прст, од средината на идичката ми е некако по-симпатична. Зашто може да ја користите оваа точка? Значи, прво, онесвестување. Краткотрено или подолготрено губење на свест, губење на комуникација. Тоа настанува најчесто поради потежнат, компрометиран доток на крв и пресек кислород со мозокот. Тоа е многу осетлив орган на недостаток на кислород, а веќе после неколку секунди, минути, значи, почнува да ги покажува знаците и симптомите на недостаток на кислород. Во случај на различни заболувања, како епилепсија, например, како акутна, брза, лумбална болка, секакви болки, болки во желудникот,
изкривена уста, деформитет на лицето, да речеме, оток на лицето, проблеми со носот, крвавење од нос, запнат нос, нос кој цури, кој тече, кој лачице крев. Значи, точката делува двострано, значи ја зголемува прво третманот на точката, кога носот е запушен, кога има оток, го намалува. Кога има течење на крев, го сопира се крев. Тоа во современата западна медицина не постои. Двосмерно регулирање на функции. Постои во билките и таа функција се вика адаптогена. Некаков механизам на делување, на оваа точка е во двете екстреми на функцијата, ја стабилизира проводноста на носот, а таа е важна за стимулација на 9 нерви што поминуваат низ носот. Ако се стимулирани тие нервите 9 со добра вентилација низ носот, работи кортексот или главата многу добро. Низок крвен притисок може да е причина за онесвестување, самостојно или во комбинација со продлабочени често дишање. Екстремни физички активности може да се дополнителен провокативен фактор за онесвестување и во такви случаи притисокот на оваа точка вие правиот третман што вие можете да го направите. На подлабоко ниво на раководни системи станува проблем на вегетативен нервен систем, но добро, тоа во овој контекст нема да не интересира, но чисто да ги кажам по фините механизми на пореđување, поради кои што се губи, значи, свесност. Онесвестување може да настапи поради така наречен, како ќе го преведеме, баговагален синдром, кога со очите се гледат некоја страшна гледка, како скршеници, како повреди, како крвавења и слично, и тогаш може да дојде до онесвестување или до паѓање на крвниот притиск. Нагло изложување на непријатни настани, долго стоење, екстремен страх и слично. Се една состојба која што може да доведе до онесвестување, која што веројатно ги надминува, значи, локалните скијачки околности, се паѓање на крвниот притисок при нагло преминат седење и од лежење. Кога нагло ќе станеме од седење или од лежење, ќе се вертикализираме, треба срцето да се забрза и крвта од нозете да ја упати кон срцето, да има веско враќање на крв и мозокот да добие соодветна количина крв и кислород. Ако тоа изостанува, може да имаме свртување во главчето или не да Боже онесвестување. Се надевам дека некој од вас тоа има почувствува што се прави, а само ово. Значи, не треба да дозволите мозокот да страда од недостаток на кислород. Ако тоа да се случи, одма тука притискате, да речеме, и тоа ви помага. Или седнувате на тротоарот седнувате, нема шега со мозокот, раците тука, со раците притискате надоле, а главата ја исправате и тоа ќе ви зголеми притискот во горниот дел на телото. Она што може да провоцира онесвестување се дехидрација. Последните 10 години чувам дека веќе почнува да се пие вода, дока 2000 година кога не се пиеше кајна вода, вода е многу малко и гласеше ќе те пресече. Ние отидовме во пензија, душе, не сме пресечени од пиење вода.
je dobro što se pije. Znači, dehidracija, alkohol. Neki lekovi, golem krve, pritisak i nekakvi srčanica bolu. Znači, zaključak, prvo što mi savjetujem, dok ima neka povreda, pad, ili ne znate što je. Stisnite go tuga, to nesrećeno, pa poslije moja misle, je isto lekarite, mislite da se kupa, da mi je jasno, što dijagnoza, ne dobro mi je jasno. Ja gledam da vam pomognu ako možem, da tiše srce to da mu radite, dijagnozite, živi zdrav. Znači ova postavka je opšto medicinska, da se razbereme na nivona prva pomoć, tako. Međutim, ako kvalitetno se umije, da se ova pravi, da se menadžira, može da dobije konotacija na medicinski tretman, tako da je mnogo cenu. Znači, nableguvate od vaša umešnost, se locirate ili na prva pomoć, ili živi zdravi na medicinski. Stisnete go tuka, da ne bi kolabira, da ne se gubi, da ne se onesvesti i slično. Toga što može da napravite, dora točka. Točka, znači palec, je odvedeme od strana, ovaj pokazalec, tija linijica mislimi što produžuva dednijot i tukijot prst, tuka negdje što se spojuva, to se navlja točkata hega. Možete da stisnete s protivnjata raka ili palecot, što čustvujeme? Ima bolka? Ako ima bolka, to znači ste ja našli točku. Сега odberete optimalen pritisak. Optimalen, to je mu znači da dobro da ja primate presijata, da ne ve boli mnogo, ni malko, neko je optimalen, za da može da podnesuvate. I kad držime polovina minuta, 2 minuti, ili polugavodoku vreme do neka bolkata prestane. Ako ima bolka, ste pogodili točke. Dok ima bolka, ima protok od energijata, bo debelото crevo je poremeteno. Ама дебелото црево има тука врска линк и со носниците. Малку сега се обидувам да ви зборувам по механизмот на традиционалната кинеска медицина, што не е својствено и за западната, ама живи здрав. Потоа одиме на другата рака, значи ова е само третман, можете сами да си го направите. А доколку го правите на повредениот, јас ви предлагам исто време, двата палци. Стигнете ги ракавиците на повредениот, ако дозволува да не е многу студено, или ако е студено преку нив, ако се дебели, јако стиснете на таја точка. Значи, таја се вика кинески хегу или дебело црево број 4. Нам е медијаното акупунктурен за дебело црево, но има ефект на ослободување на дишните патишта. Намалување на болка, прво, аналгеска точка, затоа се вика, а второ, и проширување на ноздравите. Јас сум часто со редовните студенти, кога сме кај оваа точка, мала дигресија, и го отпушувам носок. Што правите на час? Учета. Има тука некои студенти. Што правите? Го отпушуваме носок. Зошто? Ако е запушен нос, зашто? Нема вентилација. Што е? Бенил, тие како се викава, 3-4 теми. Кога положи тоа фармак ги избриша. Бенилама на допинг лист. Како ќе го ослободите носок? Ами треба се вентилира, било физичка работа, било онаква, како се вика. Ментално, носот мора да е проводен, 9 дневни има тука. Нема проводно се ова не работа, на уста, дишење тао, не сакам ефект. Оваа точка е идеална за обезболување и за ослободување
на продноста, на дишните патишни. Те се качи горе, чист воздух, за среќа, нели го немаме овој скопскиот, и сега запуше носот, па не можеме да вентилираме. Кажахме за техника на изгледба, сега кога сме веќе со 2 точки горе доле запознаени, каков може да е притисок? Притисокот може да е константен. Го зимате палецот и притиска. Постојана сила, минута, 2. Ама не си правите нула. Шоприш? Јас си стискам. Ти шоприш, си стискам. Убаво, си стискаме. Организмот е биокибернетска отворена система. Стискаш и гледаш дали болката на телото поминува, па дали техниката делува. Стискаш и гледаш дали на здрвата се ослободува. Ако се ослободува, техниката делува. Доколку не се ослободува продноста, не делува, няма правиш. Значи комуницираш со самиот себе си, за да видиш колку таа е делотворна. Еве ни го сега подрачето на кое што може да применуваме третман. Зашто се помага? Кинезите сметат дека надворешниот фактор на ладен ветер е голем, нозолошки голем, важен фактор за предизвикување на заболување. Оваа точка е токму затоа. А ладното горе, баш кај ветерот, мислам дека доаѓа до значај нејзиното применување. Значи ладно, треска. Еве таа повторна функција на двосмерно регулирање. Обилно потење, оскудно потење. Ако прескаш, имавме со носот запнат или слободен. Двосмерно регулирање. Двосмерно регулирање овде и сите несакани ефекти, ладното што ги предизвикува. Ова точка е против главоболка. Кинезите не даваат тоа, како се вика, тие аналгетици ги викаат, против болка, тие масажа на глава прават, или едната од точките е овде хелин точка. Еднострана главоболка, ако ги вика, мигрена, ама мигран, цел живот ама мигран. Болен грч на грло, губиток на глас, за уши, неболна контракција на прсти, на лице, оток на лице, искривеност на лице, искривеност на усни, зуење во уши, тегови со очи, оток, црвенило, болки, стемнување. Нос, крвавење, оток или течење на носен секрет, кивање. На ниво на уста, рани на уста, устна празнина, затегнати устни, јазик, проблеми со јазикот, крут, испукан јазик. Значи имате повеќе состојби каде што тоа може да се применува, а не само непосредните повреди и ослободување на дишните патишни. Болен притисок на екстремитете, не да може нешто се притиснати, раце, нозе, анксиозност. Значи, тоа е вознемир, пат, повред. Што ќе му да? Тие комплекси, што ќе му да? Стиснете го таму на таја точка, чувство на општа возбуденост се намалува стрес, се намалува загриженост и сиот негативен, емотивно, ментален, енергетски набор. Оваа точка е отлична и за стимулирање на варењето на храната, особено кај подхранети деца, да стимулира процесот на асимилација на хранливите материи и кај заболувања на стомачните органи од типот на пројди. Значи, тоа ви е локалитет каде што може да делувате и да го научите вашиот пациент за, како се вика, за самостоен третман.
При жените амнореа, значи отсутство на менструален циклус. Третата точка што сакам да ви ја посочам, оваа прилика се наоѓа на задниот дел од главата. Значи, ова е тилната коска, окципитална, овде има едно отворче доле. Ако го ставите палецот, повидете се, ќе гледате лево и десно како некој, како се вика тоа, главнување, како во некој улеј, како се вика, како во некој канал да се наоѓа прстот, и со палецот јако притиснете, и оваа точка што прави комуникација помеѓу првен дел, мозок и глава. Ова е окидачот, оваа точка, еве за да запамтите подобро што оваа точка е оваа парта. Прави контакт на рвете носовник со глава. Точката се вика вентур. Најлесно ќе ја најдете ако главата малку нанасат ја запрлите, ако напред малку потешко ќе ви биде. Точката е одлична за самостојно третирање, за акупресура и не мора да има повреда. Не мора да има повреда. Стиснете ги са бале, како утринска хигиена, тие точки, и вие за 5-10 минути сте по-фит, по-спремни. Правите го една недела, и ги чувствувате бенефит. Оваа точка може, освен со притисок, да се комбинира со мраз. Комбинирањето на притисок и мраз е стара древна традиционална кинеска метода. Има неколку состојби кои што не се препорачува, посебно за оние што не се медицина. Значи точката е делотворна, јас немам несакани ефекти со нејзина примена на себе и на други. Меѓутоа, должност ми е од предострожност да кажам дека оваа точка со мраз, убаво е сами да си ја пробате, а после да знаете да се учите на друг како што ви напомнам. Кои се тие контраиндикации, состојби кои што не смееме да ја правиме, посебно ако не сме медицинари. Бремени жени, луѓе со песмејкер, епилепсија, шизофренија. Вајде нема да се качам горе, може има и такви, што несакани ефекти, може да има пескања, овој дел, неподносливост кога ќе поставиме мразот и повредениот да бара од вас да ја прекинете терапијата. Он е тогаш осетлив, рано и вулнерабилен и нема трпење, живци, нема нигде средина тоа да го издржи. Заволете го да продолжите со третмана 30-40 секунди, после тоа време, најчесто тие несакани осети се облекува и ќе останете уште неколку време. Значи, вие сте терен, на снег немате никој, со едната рака тука стиснете го, со втората мала таму снег ќе направите, овако ви е достапно позади. Што може да ни биде потребно како средства, потска мраз или малку снегче, ако сакаме за подолго, некоја марама, триагла марама, што ли ќе се најде, нешто, колку да таа потска да ја држи подолго време, најдобро е идеално да се легне на мев, а ова да се стави. Меѓутоа, ако не тече водата од стопената потска мраз, ако тоа некако се увитка со некоја марама и евентуално некоја фолија стрече скоро, можете да се седи, да си оди и тоа да делува 15-20 минути. Тоа ни се кратките описи на техниката. Што прави оваа техника? Значи, во што допринесува? Кај сме ние со потската мраз? Па веројатно сме во региите кои што се одговорни за срцево-садова,
dišna funkcija. Tamo ima neki centri koji što na taj način nije direktno, neposredno, neinvazivno i manevrirane. Znači, pod tradicionalna kineska medicina se spomenula negotovna energija, se namalova stresom i anksiozom. Što po dobro? Znači, unesrćenje, povrede, padnati, ugruvan, kako da kažem, i vi svega treba za kratko vreme tamo, on je dosta pustili nešto da mu dati. Znači, namalova stres, regulira psihoemotivni poremećovanja od depresije, od stresa. Namalova bolč, znači analgeska točka, namalova glavobol. Kinezite delat mrazov je najdobra možnost za tretman na glavobol. Probajte, ako imate doma neko ili vi ako čestvujete, obidete se. Kje stisnite tuga, sada zgolemite plodnost, nazdravite, imate povijete ventilacija, povijete kislorod po glava, a to stavite se jedna kocka tuga. Mraz, nema ništa loše da vi stavite. Znači, bolki na nivo na glavu. Abdominalni bolki, pomevod, ospalenje, grčevina muskuli. Ako je pravite redovno, zato što oni preporučuju par pati do nedela, 3 patije, se regulira son, globina, kvalitetot na sonot se podobru. A što polubavo, ako spijeme noćta kvalitetno, a izutili nam je čekat 3-5 časa tamo na neku si minus 5 stepeni ili slično, da vidite podvotve. Znači, u trešnji den počnula tenis, večer. Se ulesnula za spivanje do sonot je oporavočen, popravi sonot pomiren i ne se budite za vreme na spijanje. Slijedniот efekt je navarenje hranata i navlačenje na plug. Normalizira ženite premenstrualni tegovi, grčevi i neraspoloženost. Normalizira menstrualni ciklus. Kratko kažemo, ako delува na rakovodni sistemi, namaluvajki stres, ako delува na niz od ovih simptomi, znaci i neizvršni organi, može da kažeme da generalno ova tehnika to dobro opšto zdravlje uspostavila balans po glavu. Zato što je energetizira. Ova je tehnikata kada što možete sami da ga koristite i da imate pristup do taja točka. Последната фотографија ми е ова. Во едната рака имате апче, во втората мраз. Пробајте со мраз, апчето носите го, јас не ви викам да не го носите. Носете, тие мора. Са не де Боже. Меѓутоа, обидете се, доколку не е необходно, прво пробајте бака, а потоа, ако треба, ала Богу, ќе примените и сета таа таблетарна терапија. Во заклучок што ви кажа. За жал, нашата медицина на овој терен овде изучува само нешто прозападно и протерапевски. Нашата медицина е терапевска. Не е профилактично. На овој факултет овде па и учи право. Нашиот универзитет постои 70 години. Нашиот факултет постои 40 години. Од таа паралела на временска дистанца на постоење, право да кажа, јас сум го одушевен. Како тој пред 4000 години осмислил ова, мене не ми е јасно. Јас не можем да го разберам. Современата медицина тек ги открива механизмите на делување како културата на јога. Константин Коротков е физичар, живее во тој Петроград. Академик по физика, има пар машини, преку кои ги утврдува енергетските токови по кои тече енергијата околу тој меридијан.
Hiroshi Motoyama, Japanec, medicinac, lekar, s ogromnim poznavanjem o elektro, uše pred 30 godina konstruiraše AMI aparat za detekcija takvog kulturnih meridijalnih točki i što ja znam tako vidite, energetskih centra. Znači, nije živeći ova dvije naše, projekat je treba da budemo otvoreni, da vidimo što se slučilo do Ponči i da go probamo na sebe prvo, na sebe da probamo, zato što da delува, da imamo opet i da kažemo delува ili ne delува. Ako delува, da go proširimo. Mene mi se našle tehnikite i gore, ovaj karanfil će svinete neko je, za miris, i gore i dole. I sucedin imam nekoliko točki po tjelotom, kada što možete se stisnete da se generira. Ima jedno tu kada se ide cusa, stomak 36, ako mi stati igla, može i da se padne u nesvjet, kako što smo imali ovdje svjedoci tega to slučajno. Pogledi kanala. Do pogledi kanala. Semafor. Čekaš crveno svjetlo. Pola minuta. Ja se vas i pravim. Od čaškata na stopaloto stavite 4 prsta. Znači, ovaj čaškata, ovdje 4 prsta stavite i na to, kao se tigrija da od nador pritisnete napred. Su 3 prsta ovako pritisnete, ako volite to. Ako ve volite, ako volite. Voli li neko? Su 3 prsta, vas ne interesira, jer ne se stisnete. Ne, ja se... Drugi. Mnoštvo doktorata napravljena, generira polovina minuta, u autobus dojka sedite, dojka vozite, ja sve pandara kad vozim, 2 sati koji šoki pređe, i ti posedim 2 sati, pa i slično. I gledam predstavljeni 3 točki istopno, 4, sosema dovoljno vjer. Ja sam tajnim dok privršila, povedala da imate nešto prašenje, ako sam nešto da spodjelam sa vas. Može ja da prašam. Mene me interesira ovakav, koliko bi bilo vremenski, na primjer, za ovdje točke, sad je da bude minijata, kako se... Ne, bitno je, kje vi god date, ne ovak je minijata. Koliko vremena? Da, kako da probuvamo, da rečem. A mi od Kogođe mi imamo Mavrovo, od dolje do gore, koliko je to? 20 minuti u toga, kako se reći? Šičarada? Da. Šobre. Ili može nešto se čepka da vi padne rakavica, ili da spori da vi padnete. Ovo napravno. Ili može morati praviti ili nešto, 10 minuta. Ja to pravim. A na to skiljicu, kako si rekao, dišom na skiljicu, da vam to kini bude srednata lekcija. 20 pati na skiljicu, ki se kaže šopre. Ja si dišem. Ajme, najva za sviđa, prizna više što je da. Ja sam da vidimo, to je da ne fripa jakoj, ali nisu studenti, nisam, ne znam. Ja pošutirao u Braziju, da si gdje otkrijem te činjenica što smo pravili. Znači, se voziš na to, sediš nucata 20 minuta, ili 40 minuta tren, nagore kogodam, pravim dišni tehniki da me razbude. Što pravim? Pa kislorod, ne su vam isprvan CO2. Se energetizira, prosto. Nagore kad čuvajki sam, nadolje sinuvajki se. To je provokacija. Provokacija? Tako si vidiš u jedno vreme, vječno kiseljeno si vidiš. Dajte kislorod, da nešto dam kislorod. 5 sati sjed, nadolje da se spušteni, ja si dišem. Ili stiskeš po točki, a to je na skiliftu to obavijest. 20-30 pati nagore, po koliko je to? 1 minuta, 2 minuti, koliko poješe.
Dobře, vaše minuti. Znači, moj predlog od vas, ja sam go praktikovao i go praktikovao. Ja ne skijam, nisam svojima vremena, nije jedna nedela na skijanje, to tako. Umeđu vremena, i sad ideš ta nedela, sad kažeš da ga iskoristiš, jer se ustikao i nemaš fizički. I onda praviš finta, nemam ja fizički trening, tehnički ne skijam koje što treba, i onda moraš da praviš druge utorbe, i ti da se vratiš život od zbora. Kaj ne vidite se stiskanje po točki D i dišenje. Čega mi kažem za stiskanje po točki D i neopar vidjeti za dišenje. Ete, aplikativnost, običan život na semafor, za vremena vozenje kola i slično, za vremena sedišnice, ugore udolje, za vremena skili. To je vreme izgubeno. Tako se jedna točka koja kažete, kada je da posljednjate točka koja se bije. 4 prsti stavite pod da se veka stomak 36, najde. Sada, latinica 36. Cud sam li, avtora što izmislim, i to je vika ovaka. Ako, ok, 13. godina, pred pubertetom, počela da se stiska točka, da i redom da se stiska, to je živela 330 godina. 330 godina, a Nastija kaže, koga ima već 40 godina. Imanje nego, to 14 godina. Da ja nema što ne pre, znači to je točka broj 1. Ja pravim, evo eksperimentovanje praksom. Momentalno работам кај тие фудбалерите у Фудбалска федерација на Македонија. Некој проект на дечи на 3-14 години и кога има повреда, трчаме да терен пола минути со физиотерапевт. Детето се жали на некоја нова, нешто рака. Физиотерапевтот е квалитетен и ја го пуштам, он тamo да си брка, става нешто мора да коректил, како се вика, и го оставяме. А ја го смирувам детето овие точки. И кога ќе помни, имаме ние пола минута на тебе, 20 секунди, 1 минута, те брка се убија. И кога ќе помине пола минута, ја го прашам, кај те боли? Не ме боли. А ја немам видено повредата. Или ја ќе видам да нешто. Погрешно, пошто веќе видел физиотерапевта, ако не е сериозно. Мене не ми е предизвик повредата. Физиотерапевтот ја третира супер. Ја го смирувам раководниот систем. Му скренувам внимание, му стискам точки, нешто ми го лафам и на централните органи делувам. На нервен систем, на вегетативен, таму надоле да иде лечебниот третман. И ете такви, тие поставки со акупресура на дечината се покажуваат многу успешни, нон-стоп им ги прави. Ама уште по-делотворни ќе се, ако вие регуларно тоа сами за себе, како облик на хигиена си го правите. Тоа забите и таквите за децата се од 5 години. Ова е хигиена енергија. Кога работите редовно, ќе се ослободат тие таму, како се вика, токови движенија и ќе имате се повеќе и повеќе благо. Не може за едно 5 до 10 минути да ме тоа многу опорави, да ме освежи. Добро, легуваме у друг термин, не ми е интересно, ама имам друг предавач, ако имам прашање.